Добар ден. Мина април, кој беше исклучително напорен, важен, значаен месец за проектот ФК Вардар АД од Скопје. Имавме надпревари среда недела, што особено ги оптерети и фудбалерите и стручниот штаб, вклучително и пријателскиот и хуманитарен надпревар против Белградска Црвена звезда. Надпревар кој го како клуб, како организација го изработивме перфектно. Една мала и многу способна екипа која ми помага овдека, успеа све да направи да функционира како швајцарски часовник. И, например, за разлика од последната пријателска средба која овдека е играл Вардара против Железничар, кога на гостите не им бил платен хотелот, па хотелската управа не ги пуштала гостинските фудбалери да се заминат на аеродром, бидејќи не биле платени пари. Значи, една бламажа од надпревар. Овој надпревар беше направен во голем стил, со голема енергија и безпрекорно и организационо и финансиски. Кога се играше надпреварот и воопшто деновите пред и потоа, имав едно враќање во минатото, а тоа е дека пред 30 години, значи таа е далечна тамо, прва половина од 90-тите години, кога се осамостојуваше Република Македонија, оваа сегашна наша држава, првиот официјален, значи пријавен во УЕФА, меѓународен фудбалски надпревар, беше пријателски. Го организирав токму јас на градски стадион, играше Вардар против Фоџа, еве има и слика, каде што тогашниот капитен на ФК Вардар Мирко Спасовски се поздравува со контрапунктот од италијаните. 11.700.000 карти тогаш продаде Вардар. Беше готова, односно беше возможна само јужната трибина, северната беше старата, онаа ниската. И старите беа запад и исток. 11.700 карти продаде Паскал Сетинов, тогашниот благајник на ФК Вардар, и следниот ден ми ги изброја парите, за да може да ги платам трошоците за авионски карти, престој за Фоџа тука, хотел и за нив сума како обештетување што дошле да играат со Вардар. Па така, пред 30 години голем ивент фудбалски, значи прва официјална, значи не е прв меѓународен надпревар, да кажеме Словенија, Македонија тамо во Крај. Прв е овој овдека, бидејќи тој во Словенија, на македонската репрезентација е пријателски надпревар. Ово е првиот меѓународен, го судеше тогаш Лазе Митревски. Меѓутоа да се вратиме на сегашнината, после една ужасно лоша есенска сезона, имаме апсолутно успешна пролетна сезона. Имаме 14 надпревари без пораз во куп и во првенство. Од последна и предпоследна позиција што бевме на крајот од минатото од есенската сезона, оваа сезона ќе завршиме на петата позиција, 5-6, мислам дека е реално да сме пети. Имаме од минатата година повисока позиција, минатата година клубот заврши предпоследен, па играше бараж за опстанок. Имаме веќе сега на 3 надпревари пред крај повеќе бодови од што клубот освои минатата година и имаме финале на купот што се случува после 2 децении.
Тоа е разликата меѓу кој знае да работи и кој не знае да работи. Мене ми е многу жал. Еден мој добар пријател вика, добро било тоа, остај, ете така сакало да биде, меѓутоа морам да кажам дека ми е многу жал што овој проект не го започнавме на време кога беше планирано. Заради суети на неспособни луѓе кои тоа што го ветиле и за што се обврзале не ќе да го исполнат и целиот проект пројде премногу доцна. Да појдеше на време минатото лето, ние сега ќе се боревме за титула. Бидејќи ако го видите скорот есенски и ако го видите скорот пролетен, ние во пролетно првенство сме во првите две екипи. А сме секако најуспешна екипа која има освоено бодови во гости. За жал тој проект стартуваше подоцна, некој месец, и тоа се реперкуираше во слабите резултати есеноска, а еве го пролетоска е сосема друга приказка. Значи, пак ќе кажам, може секој да си има различно мислење. Тоа е неспорно, ние сме сите различни на планетава. Некој нешто што смета за убаво, друг го смета за грдо, некој сака по-дебели жени, некој сака по-слабички жени, некој сака црни, некој сака плави. Значи, сите сме ние различни. Меѓутоа има некои работи од кои не може да се бега, тоа се бројки. И ако бројката покажува дека имаш повеќе бодови, подобра гол разлика, подобра позиција на табела, пласман у куп и така натаму, тоа не е нешто што можеш да го оспериш. Ми се свиќа или не, тука не е работа. Значи, уметнички дојам постои само во еден спорт, а тоа е уметничко лизгање и беше позната колешката моја Милка Бабовиќ од телевизија Загреб, за која коментираше уметничко лизгање, каде што има награда за спортскиот настап и за уметнички дојам. Во фудбал нема уметнички дојам. Во фудбал има бодови, голови, порази, чисти мрежи, клиншит, нерешени резултати, позиција на табела. Тоа се брои. Другото ништо не важи. Сега ние имаме пред нас денеска еден надпревар кој секако и гостите од Струга, а и ние, бидејќи нели се среќаваме во финалето на купот, ќе ги криеме нашите адути, така да тој надпревар е малку така ќе биде, би рекол, не до крај надпреварувачки, во смисол да на секој објективот му е на 21. мај. Потоа имаме уште еден надпревар со работнички во недела и тој со Гостивар, што последно коло, веројатно, по желба на Гостивар нема да игра. Вардар со години било оштетуван. Есеноска беше сериозно оштетуван. Оваа пролет имаме, да покажеме, ако сакаме, најмалку 5 пенали што не се судени против нас, за нас, а против нашите противници. И во ниеден момент никогаш на тој клуб кој испаѓал од прва лига и така натаму не му текнало да се повлече. Повлекувањето на овие два клуба, на Воска и на Гостивар, лично го сметам како не спортски, него кукавички чин. Може да употребам некој повулгарен збор. Кукавички е да бегаш. Биле оштетени. Да, па Вардар да има зашто све било оштетени или други клубови кои биле оштетени. Тоа е составен дел од фудбалот. Грешка на судија, ненамерна, намерна. Грешка на играч, ненамерна, намерна. Тоа е составен дел од фудбалот. Сега, ако за секоја грешка сите се повлекуваат, нема се игра фудбал на целата планета. Многу кукавички, многу така како во мало кога се играше, не ме играте мене, ќе си го земам фудбалот и си одам дома. Не може така, додека ние нас убаво е се играме, кога нас нема да ни убаво, кога нема да имаме резултати, си одиме. Иако јас мислам дека и пародавецот во Охрид и пародавецот во Маđари, односно во Гостивар, се луѓе кои сакаат да се излечат од тие проекти
ама некој друг да го обвинат дека е виновен за тоа извлекување. Они сакаат да избегаат, а да немаат реперкусии да им се речат ти го уништи. Ти ја уништи Воска или ти го уништи Гостивар и така натаму. Кукавички, многу кукавички. Као човеци, као луѓе, тој председател на клуб, тој спонзор на клуб, тој тренер на клуб. Како луѓе се кукавици. И како капитен, ама овој на Гостивар. Оној капитенот на Воска беше навистина голем спортсмен. Ми остави добар впечаток. Оти 2-3 пати пробаше да ги разубеди и собственикот на надпреврат против нас, и собственикот и тренерот да не ја повлекуваат екипата. Не кеше се повлече момче. Они беа соиграч помалку, дај да играме. За разлика од овој, како и да го викаат, Потук, кој тој ја повлече екипата. Значи, и меѓу нив има разлика. Капитенот во Охрид, на Воска, не кеше се повлече, сакаше да игра. И тоа ја направи разликата меѓу неговата казна и казната на капитенот на... И разлика меѓу капитенот на Гостивар. Тоа се големи разлики. И сметам дека казните што ги предочи и што ги направи Фудбалската федерација на Македонија и соодветните комисии се апсолутно исправни. Тоа од друга страна покажува дека во Македонија во прва лига се премногу 12 клуба. Дека 10 се таман за да биде конкуренцијата голема. За да нема, јас сум во лагодна 6-7 позиција и ми е гајле, може малку и да си играм со бодовите. И со успесите, со неуспесите. И мислам дека на добар пат е Фудбалска федерација на Македонија што сака да ја намали лигата за да направи поквалитетна. Она што недостасува на лигата, после ова едносезонско искуство, 24-25, недостасуваат услови. Македонија, за разлика од сите, веќе и околни земји, ако сакате и Косово ќе го земеме, нема стадиони, нема игралиште, иако во времето на претходниот председател се истрошени страшно многу пари, кои се дојдени од НИОН, меѓутоа ништо нема. Државната арена, значи градскиот стадион, Тоше Проевски, односно Филип II, кој како сака нека си го нарече, за мене секогаш бил и ќе остане градски стадион. Во Битола, со многу забелешки, кои можам да ги кажам, теренот во Охрид, меѓутоа како објект е само ова овдека во градски парк во Скопје. Стадионите немаат официјални ложи, немаат официјални влезови, немаат комодитет, збориме сите сем Тоше Проевски. Она ондека е смешна работа на Чаир, управата на гостинскиот клуб. Ние ги примаме колегите од Чаир како господа. Влагаат на стадион, може да паркираат внатре, на безбедно аутата. Со лифт се качуваат во ложа, седнуваат во ложа. Вода, тоалет, во паузата може да влезат внатре во сенка, во простории. Спротивно ние одиме во Чаир, влагаме од помошниот влез од кај што влага пожарната, пешки одиме по тревата на стадионот, од задедниот гол до зад другиот гол. Од таму излегуваме од стадионот, низ паркот, оној во Чаирскиот парк, значи сме влегле, па излегуваме, па одиме низ паркот, па повторно влегуваме во стадионот. И се качуваме на трибини и во ќош таму на едни бетонски трибини, не се ни нормални скалите. Скалите се по
сигурно по 1 метар, да кажеме, 80-90 сантима. 1 метар, значи не е ни нормална скалата. За да одиш, не се работи за ложа, се работи за трибина, за да те заштити полицијата, ставя кордон. Не се личи на фудбал на прва лига, не личи. Убава ложа има Шкендија во Тетово. Катастрофална ситуација со стадиони со ложа е тиквеш, кавадарци. И покрај тоа што градоначалникот стои зад клубот, сите официјални лица седат во ќошот зад корнер знаменце. Официјална ложа, добра официјална ложа има Кратово, Силекс, па таму па теренот нечини. Така да тие услови, ја ќе пробам да иницирам со председател на Фудбалската федерација Масер Омајре и состанок да се состанеме сите управи на клубови и да речеме дајте луѓе во интерес на фудбалот во Македонија, во интерес на квалитетот, во интерес тоа да имаме играчи кои ќе играат у репрезентација и кои можеме да ги продаваме во странство, за да живееме као клубови, дајте да ги направиме основните услови. Основните услови да ги направиме. Онде кога се оди да се игра во Струга, кабината во Струга е како, ја не знам, она е, веројатно е 3-4 метра на 5 метра. Масерскиот стол што ние го носиме на расклопување, го ставаме надвор и надвор се масираат играчите. Нашиот кабинер Бајо, опремата ја става надвор. Надвор, значи, бидејќи нема место внатре. А тие се уште актуелни шампиони на Македонија. Сега играат финале на куп. Бараат да изградат стадион во Струга. Градоначалникот не им дава. Значи, мора и Фудбалската федерација, и ние клубовите, меѓутоа и државата, и локалната самоуправа, да влезат во еден процес за најважната споредна работа на светот да ги добие своите услови. Вака ќе останеме само на градскиот стадион, нели, на Тоше Проевски, и на ништо повеќе, што е стварно не личи, еве, малку посеверно да влеземе Врање, Лесковац или дури да влеземе во Косово, ќе ги видиме стадионите веќе направени. Стадиони не е толку скапа работа веќе се направи, бидејќи се тоа префабрикати кои се комплетираат и така натаму. Еден куп градежни фирми има, вклучително, да кажеме, сериозна градежна фирма е собствеништвото на Струга 3 милиона, кој може да се изгради ако добие ако му дозволат. Меѓутоа, за жал, тој момент фали. За да има сериозен фудбал, за да може репрезентацијата да биде како треба, да може да продуцираме ние играчи кои ќе играат и за нашата држава, мора да има услови. За сега тие услови, благодарејќи на претходните управи на Фудбалската федерација, се одвратни. И Вардар работеше до минатата година ова време во многу тешки услови. Дури со новата управа успеа да дојде во простории, односно во хиподром, како што личи на еден клуб, како што личи на еден најдобар, најтрофеен и најпознат клуб од Македонија. Меѓутоа, сите клубови ќе треба да се потрудат во тој правец. Битол има нова трибина, примерно. Меѓутоа, ложата во новата трибина, која постои, не се користи. Преку терен се оди пешки. За да се влезе од позади, влегуваш, па преку терен пешки, па да влезе, па низ публика и горе пак во публика. А има ложа. Значи, тој дел мора да се влезе во сериозна, не реформа, може и реформа да, меѓутоа во сериозна желба да се направи клуб. Бидејќи јас и кога почнав овдека, реков и кога сум зборил со луѓе, прво треба да направиш клуб, а после тим. Ако немаш клуб, џабо е тимот. Оти ќе направиш тим, ќе имаш една година резултат, година и пол. После ќе ги продаш играчите, ако немаш клуб, пропаѓа све. Пелистер треба да е клуб. Тиквеш треба да е клуб. Значи, секој клуб треба да е клуб. А за клуб бара и структура административна,
и структура функционална во смисол на објекти, на терени, на трева и така натаму. Толку од мене денеска. Повелете на стадиончето на Фудбалска федерација на Македонија, кај што ќе се игра овој натпревар против Струга Тримљум, како и цела сезона и за овој натпревар. Слободен е влезот, кој сака може да дојде, да гледа, да навива, малку ќе, според мене, малку ќе така, ќе си ги криеме адутите и Илчо Наумовски од една страна и Гоце Седловски од друга страна ќе ги кријат своите адути, нормално. Секој го има планот за 21-ви како да истрча најсилен, најдобар и да го освои купот на Република Македонија. Пријатно имајте убав ден.